Ајде. Микрофонот во рака и на муабетење. Прва тема е вашата прва симпатија. Леле, боја фаќање, од кај ви ја бојава, господине? Од Грција. Колку денови? 29. 29 дена во Грција? Да. Вие сте некој тежок капиталиста. Така. Браво, кое место? 100 милион. Камп? Камп 100 милион. Така. Така се вика. Во Приколка? Приколка, да. Супер. Одлично. Ние сега зборуваме за првата симпатија. Ви текнува ли на првата симпатија? Тешко. Црна, убавка. На колку години ви беше првата симпатија? По 17 години, тука имав нека. Ваша соученичка или? Не, помала беше. На Корза ли се гледавте? На Корзо покасно малку, али од првин тука у комши. И сега шо прави првата симпатија, знаете ли? Па, мислам дека у Америка дека живе. Дека отиде така и не ни раскинеме, него се отиде. Ме откачи фактички. Разговараме со Марко. Марко ни кажа дека пред кратко време се вратил во државата. Каде бевте, Марко? Во Германија. Што така? На работа. Што работевте? Да пробам. Во Макдоналдс. И? Искрено, моето искуство не беше толку добро. Слабо пари? Покрај другото. Да, превише работа, премалку пари. 210 сати имав изработено за помош од 1400 евро. На крај така да не апсолутно не вреди. Добро, и се вративте овде и сега останувате овде? Да. Колку години имате, Марко? 23, скоро 24. На 24 години сигурно ја паметите вашата прва симпатија. Да. Нормално. Смееме ли да знаеме како се вика? Марија. Што е тоа што ве привлече кај Марија? Искрено, на таа возраст насмевката и енергијата нејзина. Не, тогаш бевме другари, немаше симпатии, немаше како сега. Така, а? Така. Значи, не се паметите. А првата љубов ја паметите? Ја паметам. Која беше првата љубов? Не се кажува. Не се кажува, добро. Да. Дали знаете дали е првата љубов жива, здрава? Не знам. Се немате видено од тогаш? Не. Воопшто? Воопшто. А би сакале ли да го видите? Не. Дури во градинка мислам дека беше, да. Да, толку наназад се враќам што беше дури во градинка сега кога ќе ми текне. Како се вика? Мислам дека се викаше Алек. Да. Така мислам дека се викаше, така, детска симпатија. Добра, што толку Алек ви беше симпатичен? Па не знам, можеби затоа што беше немирно дете. Така, некое бунтовно дете, така го паметам, можеби тоа беше во прашање. А девојчињата сакаат бунтовници. Да. Првата симпатија. Ви текнува ли која беше? Тој што го имав цел живот. Стварно? Да. Како се вика? Славе. Кога се запознавте со Славе? Тој 20, ја 15. И каде? 50 години во брак. Честитки. Фала. Каде се запознавте? Во автобус. Да. Да. Тој се вози, вие се возите и ви пристапи. Да. Шо вика здраво? Да. И вие на него здраво. Здраво. И толку. шо вика да излеземе нешто ова она? Немаше излагање тога. Ами, Видување и зимање. толку. Во автобус и за раче и кај дома. ви однесе вас дома. Да. Од прва средба и одма дома ви дојде. Да, и не жалам, многу среќен брак има. Супер е сето тоа, ама тоа е малку изненадува. Која година се случувало ова? 69. И велите ви дојде дома и прво прашање на татко ви, може ли да ја земам? Татко ми се налути малку, пошо бегалка избегав. Ама брак незаменлив. Можам на сите млади да им кажам, таков брак да имаат сите. Средно си завршив, се вработив, тој си работеше во ЈСП. Прво беше кондуктор, после шофер. 2 ќерки Господ ни подари, внучиња 4, така. Епа, луѓе мои, ова да го договориш со некој сценарист да го напише и да најмиш актерка да го изведе, нема да звучи вака љубовно како што беше кажано. Господјо, поклон до земја. Но тука не е крајот на нашите бисерни соговорници. Прашавме, кој е најромантичниот потек што го направила вашата девојка или сопруга кон вас? На 17 години кога избега од дома и со мене Охрид отидовме. Бевме таму, пиеше Здравко Чоричо. Славија бевме сместени. И тоа бе.
Стварно е романтично. Романтично. А најромантичното Ако се вратила, па чуте ќе дадат после на кај, пошто 2 дена мине. од татко е. Од мајка и од брати. Брати највеше тепаше. Не, мајка и не татко. И после си се оженивте. Се оженим после 2 години. Ја земав млада, не знам, на 18. А вие имавте? Има 7 години поише. 25. 25. Најромантичен потек што сте го направиле во однос на ваша партнерка. Кој е тој потек? Испринтав повеќе слики, бевме година и пол заедно и од тие, како му даја, 18 месеци беа 18 слики, секоја слика од еден месец и за секоја слика имаше порака. А сликите беа со? Мене не се. Изненадување за роден ден. Никој пат не очекува да му направиме нешто, а го изненадуваме со торта, со керките, зетовците, со сите. А најромантичната или најубавата работа што вашиот сопруг ја направил за вас? Ме изненади за 8 март, ми купи месажер. Стварно. Тоа сега оваа година? Оваа година, да, пошто стално се жалам од грбот. Со потек, тоа што ми се нашало кога ми било тешко во животот. Тоа е онака, можеби тоа не е баш романтично, меѓутоа тоа мене ми било многу големо изненадување затоа што било неочекуван потек. Значи било проблематично во животот и тој застанува позади вас. Да, како голема поддршка, морам да признам, дефинитивно голема поддршка. Знаеш да кажете сакам? О, секоја вечер. Секој вечер ви велеше те сакам. Секоја вечер. И вие како реагиравте? Исто викам и јас. Ако не се сакавме, не се земавме. Сакате да кажете 50 години пред заспивање те сакам. Тоа беше. Луѓе, вие сте легенди, бе. Последна тема. Дали сте храбри? Мислам дека да, се надевам дека сум доволно храбра за се во животот. Што значи тоа да сте храбри? Да се соочиш со секој предизвик, дефинитивно тоа, како прво, и да можеш да го изнесеш после тоа, меѓутоа не во вид на травма, туку во вид на лекција. Се рачнам дека сум храбар. Да. Што значи тоа дека сте храбар? Да не се плашиш од ништо. Храбар. Пробувам да бидам. Да, Сигурно. па сигурно. Да заклучиме. Сите сме храбри. Ви даваат 50.000 евра за да летате со падобран. Ќе летате? Сум сакал. Ја уште 70 година со парагвајдер сакав да летам. 70 немав толку пари, беа околу $1,700 беа. Тие парагвајдери. И сакав со парагвајдер тогаш, и у војски исто сакав да имам падобранец, ама ме ставиа танкиста. И добро, сега замислете ситуација, денеска 50.000 евра да рипнат. Би рипнал во секој случај. Ја би сакал и така да го направам тоа, камо ли за 50.000 евра. Не, Фуфка, а? не фуфка. По пар секунди, пишман. За тоа немам страф. За рипање може да рипнам шо, и без пари. Со падобран. Со падобран. Не ви е страв. Не. Може да си испокршите, кој ќе се сивнете доле. Ама може и да се закачите на некоја дрво и да преживеете. Тоа е некој искуство што сакам да го пробам во животот, си уште не сум го пробала, така да секако би рипнала, мислам дека ќе имам можност за такво нешто. Ама со 20.000 евра би рипнале со поголемо Со задоволство. поголемо задоволство, да, дефинитивно. Значи нема да ви биде страв. Не. Рековте дека сте храбар. Добро. Да ви дадат 30.000 евра, дали би се спуштиле со падобран? Дали би летале со падобран? Не ми треба едноставно. И да ми дадат и милиарда, не, исто е. Значи фуфка. Па, не, фуфка, него што имам да раскинам се во животот. Што имам? Доста. 50.000 евра ако ви Па даде што река, ништо, не важно што. Колку имаш, толку трошиш. И толку за денеска. Дефинитивно сум сигурен во една работа. Ние сме народ расположен да си го отвори срцето. Браво за нас!